Ново рочиште, нови тензии во судот во Идризово, несогласувања, тага, потресни сведоштва. Продолжи судењето за трагедијата во дискотеката Пулс, во која загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Со 1 час за доцнување поради полицискиот спровод од Тетово, рочиштето започна со реакција во судницата и барање за објаснување од судијката Дијана Груевска-Илиевска. Таа повтори дека редот и дисциплината се услов за водење на постапка, откако и претходните рочишта имало нарушувања. Бранителката на првообвинетиот Ивана Коцевска предложи при следното нарушување јавноста да биде исклучена, а судијката најави санкции согласно процесните правила. Дополнителна тежина имаше и фактот што речиштето се одржа по маршот на ангелите во Кочани, чии транспаренти предизвикаа реакции. Коцевска тврди дека бил злоупотребен нејзиниот лик и побара институциите да реагираат, додека дел од родителите наведаа дека не посочиле никого по име и дека станувало збор за протестен собир. Единствено вие, адвокатки Коцевска, излеговте со тврдења дека сте биле лично засегната. А зошто? Ние семејствата не ве ни спомнавме. Ние семејствата не ве нападнавме. Ние семејствата се бориме за вистината и за изгубените животи на нашите најмили. Ние организираме марш, тивок, достоинствен чин за луѓе кои бараат правда. Не штрајк како вас. По утврдувањето на редот во судницата, рочиштето продолжи со сослушување на сведоци на обвинителството. Прв сведочеше Кристијан Пандов, 20 годишен жител на Кочани, кој преживеал во пожарот. Неговиот брат Андреј починал во трагедијата. Кристијан раскажува дека настанот се случил кога излегол да запали цигара. Настанала голема гужва пред единствениот влез излаз од локалот. Влегов натре да го барам брат ми. Светев со телефонот. Падна нешто врз мене и се распрсна. Излегов па се вратив. Брат ми го најдов кај вратата, некој веќе го имаше извлечено. Го препознав по тетоважите. Ме упатија дека во собата број 2 се тие што не дишат. Се обидоа да го реанимираат, се обидов и јас, но без успех. Во сведочењето, Панов наведе дека работел како келнер во Пулс за дневница од 1500 денари, а неговиот брат како шанкер за 2000 денари, и дека и двајцата не биле пријавени. Тој опиша дека и претходно имало настапи со запалливи сценски факели, и дека во објектот имало малолетни лица, и дека обезбедувањето стоело на единствениот влез и излаз. Како втор сведок се појави Иван Данилов, кој исто така го преживеал пожарот. Тој опиша момент на стампедо на скалите, кој според него настанал кога некој се сопнал. Успеав да стигнам до скалите, но некој се сопна и сите колективно се струполивме. Паднавме едни врз други. На последната скала се обидов да станам, но нозете ми беа приклештени. Во тој момент се појави Столе од обезбедувањето, кој ме извлече од метежот и јавно сакам да му се заблагодарам. Данилов истакна дека во дискотеката влегувал уште како малолетник од 16 годишна возраст. Судскиот процес продолжува со сослушување на сведоци.